Добре дојдовте. Сигурно сите сакаме цртани филмови, нели? Па денес ќе погледнеме некој од најпознатите, ама на еден сосема поинаков начин. Подгответе се затоа што ќе откриеме како нашите омилени анимирани серии се всушност неверојатно моќни алатки за размислување. Ајде да почнеме со едно прашање што можеби изгледа едноставно. Дали цртаните филмови се навистина само за деца? Сите сме пораснале со нив, но дали некогаш сме застанале да се запрашаме што всушност се крие за циот тој хумор и шарените ликови? Па вистината е дека многу од овие серии се далеку од обична забава. Тие се многу паметно дизајнирани за да не поткикнат да размислуваме. Да размислуваме подлабоко за светот, за општеството, па дури и за самите себе. Добро, ајде да навлеземе во суштината. Тајната состојка што ги прави овие серии толку брилјантни е нешто што се вика сатира. И токму таа е клучот за да ја разбереме нивната вистинска моќ. Значи, што е сатира? Наедноставно кажано, замислете ја како криво огледало. Огледало што му го држиме на општеството. Тоа не ни ја покажува реалноста каква што е, туку намерно ја преувеличува за да ги истакне сите недостатоци, сите апсурди и проблеми. За да ја разбереме сатирата, мора да ја схватиме разликата меѓу буквална и иронична порака. Знаете, едно е кога некој ќе каже ова е совршен систем и навистина го мисли тоа. А сосема друго е кога ќе каже ма да, ова е совршен систем, со саркастичен тон. Токму во тој простор, помеѓу она што е кажано и она што навистина се мисли, живее сатирата. Добро, доста со теорија. Ајде да видиме како сето ова изгледа во пракса. Ќе разгледаме 3 легендарни анимирани серии кои се вистински мајстори на сатирата. Први на листата секако безвременските Симпсонови. Ова серија е на екраните повеќе од 3 децении. Таа не е само цртан филм, туку е вистинска хроника, огледало на американското, а богами и на светското општество. Потоа, правиме скок 1000 години во иднината со Футурама. Гениалноста на оваа серија е што го користи тој футуристички свет за да зборува за проблемите со кои се соочуваме токму сега, денес. И секако тука е и Саут Парк. Серија позната по својот неверојатно остар, директен и, да, често контроверзен хумор. Она што ги прави уникатни е способноста да реагираат на светските настани речиси веднаш штом ке се случат. Сега, секоја од овие серии има своја мета. Симпсонови, например, преку ликот на Хомер, кој е слика за просечниот човек со сите негови мани, го критикуваат потрошувачкото општество. Футурама пак преку наивниот Фрај поставува длабоки прашања за технологијата и етиката. А Саутпарк, тие не штедат апсолутно никого. Преку ликовите на децата ги рушат сите табуа и даваат остар коментар за се, од политика до славни личности. И токму ова е нивната заедничка цел. Иако имаат различен стил, сите 3 серии ја делат истата мисија. Да, сакаат да не насмеат, но уште поважно сакаат да не натераат да размислиме за светот во кој живееме. Може би сега се прашувате. Добро, каква врска има сето ова со учење и вештини? Па, излегува дека има огромна врска. Гледањето на овие серии, ако ги гледаме на вистинскиот начин, може да ни помогне да развиеме некои од најважните вештини за денешницата. Значи, кога гледаме сатира, нашиот мозок не е на пауза. Напротив, работи со полна пареа. Учиме да читаме меѓу редови, да ја бараме скрената порака за вицот, учиме да препознаеме кога некој стереотип се користи не за да навреди, туку за да критикува нешто многу поголемо. Почнуваме да ги поврзуваме работите од екранот со реалниот свет. И на крај, учиме да анализираме како сето тоа, анимацијата, музиката, гласовите, работи заедно за да ја пренесе пораката. Со други зборови, се претвораме од пасивни гледачи во активни мислители. Престануваме само да го голтаме содржина, а почнуваме да ја анализираме и да поставуваме прашања. А токму тоа е суштината на медиумската писменост. И со тоа, полека заокружуваме. Се надевам дека е јасно дека ова не е само некоја забавна анализа на цртани филмови. Ова е потсетник дека анимацијата може да биде многу повеќе од бегство од реалноста. Таа може да биде одличен тренинг за нашиот критички ум и прозорец кон подлабоко разбирање на светот. Ако оваа тема ве заинтересира и сакате да дознате повеќе, одлични ресурси и алатки може да најдете на веб страницата на Конеду Глобал. Исто така, важно е да се спомене дека оваа активност е дел од Деновите на медиумска писменост 2025. Еве ја и адресата, за да можете лесно да ја најдете.
Погледнете ја, има навистина корисни работи кои можат да помогнат во развивањето на вештините за анализа на медиумите. И за крај, еве еден предизвик. Следниот пат кога ќе гледате цртан филм, кој било? Застанете за момент и запрашајте се, што навистина се обидува да ми каже ова? Која е скриената порака за цмејата? Ви благодарам.